Во Македонија има се повеќе невработени со високо образование, магистри и доктори на науки. Според податоците на Агенцијата за вработување, во земјава во моментов има нешто повеќе од 12.130 невработени граѓани со завршено високо образование, 957 магистри и 34 доктори на науки што се без работа. Зголемувањето на бројот на магистри е во тесна врска со воведувањето на болонјскиот систем, кој во Македонија се практикува од 2004 година. Со него, како што пишува порталот fakulteti.mk, беше овозможено бруцошите да запишат магистратура уште на почетокот на студирањето и за 5 години да добие диплома за завршен втор циклус на студии. Многу ми насметаа дека системот за едукација имплицира негативни ефекти во македонскиот образовен систем. Социологот Или Ацевски од Филозофскиот факултет во Скопје за Алфа вели дека системот за едукација е една од причините за уривање на квалитетот на студиите. Факултетите, институтите или групите на особено зборам за УКИМ, не го доловија духот на болонјскиот процес и еката за системот. Тоа значи, особено првите години кога се воведе еката за системот и болонјскиот процес, Болоња како еден различен квалитет на студирање, главната преокупација за раководствата на факултетите и универзитетот беше како да се приберат повеќе пари, средства. Значи, не се бира начини или, како уште попрецизно, целосно се изгуби контактот со надворешната стварност на универзитетот, со стопанство, да речеме, со економијата, со потребите. Туку едноставно правиме програми, повелете, запишете, а што вие понатаму ќе правите со тоа, као да не е проблем од никого. Според државната статистика, во изминативе 27 години, во Македонија дипломирале вкупно 164.234 студенти, магистрирале 14.865, а диплома за доктори на науки добиле 2.811 студенти. Тие најмногу се интересирале за општествените науки, а потоа следуваат техничките, медицинските и природно-математичките науки. Најголем пораст се случува во 2011 година, и тоа кога магистрирале 1097 студенти. Најмногу магистри имало во 2015 и тоа 2220. Иако се оди по градови каде има најмногу невработени високообразовни кадри, првата позиција ја има главниот град, и тоа 254 магистри и 8 доктори на науки. По Скопје следува Битола со 92 магистри и 4 невработени доктори на науки, пошто следува Прилеп со 75 магистри. По него е Тетово со 69 магистри и 5 доктори на науки, па Куманово со 58 магистри и 3 доктори на науки. Како што пишува порталот Факултети, најмногу невработени што завршиле факултет има во Скопје вкупно 2221. Потоа следуваат Тетово со 1358, Битола со 1040, Куманово со 960 и на крај Прилеп со 912 високообразовни невработени.